Многу ветувања за време на изборната кампања во Кичево, но најзначајното што се слушна беше она од министерот за транспорт Александар Николовски, кој ветил 2 милиони евра доколку на чело на Кичево дојде кандидатот на ВМРО од ДПМН Александар Јовановски. Јовановски ја доби трката, го прашавме дали се реализира ветувањето на министерот Николовски. Николовски, министерот за транспорт и врски, после таа изјава уште неколку пати не посетуваше, мислам така, неофицијално, и по сите наши разговори ја потврди својата заложба и не се ограничи само на тие 2 милиони евра што ги види јавно, туку не охрабри да што повеќе проекти сработиме од оние што ги викаат капитални или големи проекти кои чинат милион, 2 милиони евра, милион и пол евра, значи и доколку сите тие проекти не се издржани, ние ќе добиеме безрезервна поддршка од Министерството за транспорт и врски и ќе повторно нема да бидеме ограничени на таа сума од 2 милиони евра. На прашањето како ќе го реализираат ова, од кабинетот на министерот одговорија преку посебна програма. Како што најави и вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, во буџетот за 2026 година ќе се распределат средства за општина Кичево наменети за реализација на инфраструктурни проекти. Завршуваат со тоа дека економскиот и инфраструктурниот развој на Кичево е од особено значење за подобрување на квалитетот на животот на жителите на општината и во таа насока ќе се поддржуваат проекти што носат корист за граѓаните на Кичево.